Македонската држава не сака да споделува со јавноста како ги троши народните пари. Според глобалното истражување Индекс на буџетската транспарентност, земјава е во друштвото на оние кои не сакаат да споделуваат информации за буџетот со јавноста. Индексот е 34, местото е број 68, полошо од лани, а во табелата на држави со минимум транспарентност друштво ни прават Буркина Фасо, Сиера Леоне и Ангола. Дури и новинарите кои долги години следат економија имаат проблем да ги добијат сите информации и да ги разберат. Како што се објаснува во истражувањата, кај нас се објавува само буџетот, но не и детални информации за него, ниту пак и други пропратни документи. Прво, значи има и нејасноти, има многу ставки, стоки и услуги, например, тоа е толку широка ставка и сега кога би имале ние транспарентна влада и отчетна влада и да не знаете, ќе си прашате, ќе си доставите прашање и ќе ви одговорат. Меѓутоа кај нас тоа не е така. Немаме информации повратни, немаме квалитетни информации. Само стоки и услуги. Само стоки и услуги, тоа ви е огромна сума од буџетот, значи милиони. Но дали е само буџетот? Транспарентноста на институциите и администрацијата е проблем на кој постојано не потсетува Европската комисија, водечи се секој од извештаите. До најбанални информации се доаѓа тешко, а институциите и портпаролите тоа јавно го демонстрираат. Ова е телефонот на колешката Билјана Секуловска. СМС порака до Трајко Велјановски, уште една до Илија Димовски. Одговор се уште нема, иако се пратени пред околу 10 на дена. Тука е имејлот до портпаролот на МВР Иво Котевски и на него се уште чекаме одговор. Ако транспарентноста е врвна европска и цивилизацијска придобивка, тогаш каде е Македонија на оваа скала со вредности? Вообичаено кога ги бараме институциите за некаков одговор на прашања кои што ни требаат за некаков прилог кој што го работиме, лицата одговорни за односи со јавност или не се достапни, или доколку ни крена слушалка, ни велат пратете ги прашањата на мејл, па ние ќе ви одговориме. Најчесто не добиваме одговор на тие прашања, или доколку добиеме, тоа не е одговорот на кој што сме се надевале или кој што ни бил потребен за прилогот на кој што сме работеле. Кога се прашува за јавните пари и вработувањата, најчесто се молчи. Секретаријатот за европски прашања, исто како и генералниот секретаријат на владата, на прашањето колку нови вработени имале и кои луѓе и со какви квалификации им се одговорни во секторите, одговорија негативно. Немале таква информација. Се оди дотаму што не може да се добијат ниту буџетите на државите од изминатите години. Министерство за финансии ги има буџетите само од 2008 година наваму. Предходните буџети, значи беа на старата интернет страница на Министерството за финансии, таа се ажурираше, имаше еден линк од новата страна на Министерство за финансии страната до таа страница. Меѓутоа од половина година ми се чини дека така од пред неколку месеци, таа страна веќе не постои линкот, бидејќи им било дали тешко да ажурират, не знам од кои причини, или па од потреба за нетранспарентност, јас не можам да ги навлегувам во причините, само знам дека таа страна веќе не е достапна. И се обратив писмено, значи според законот за пристап до информации од јавен карактер, значи не може да е нешто по од јавен карактер од буџетот. И да ми ги достават буџетите за предходните години, затоа што ние како новинари сакаме да сознаеме некој тренд, например, што постоел во 2005-та, во 2004-та, еве, значи нека се само од 10 години уназад. Значи ни тоа го нема. Нити ми вратија, нити ми дадоа податоци. Тајни се парите, тајни се вработувањата и шефовите. Единствено јавни се мерењата на меѓународните организации, како оваа, која покажува дека гледано од страна на отчетноста кон граѓаните, Македонија е земја од друштвото на Буркина Фасо, која сака да стане дел од друштвото на Европската унија.